solzi ne romi, naši sozi neke pomogna, ako sada da ne razdela. Ej verice, iskreno kaži mi, ej verice, moja sudbino, pari nema, ljubav ima, raka podaj, pojdi so mene, vreme minuva, kje si prosti me. Ej verice, moja sudbino, pari nema, ljubav ima, raka podaj, pojdi so mene, vreme minuva, kje si prosti me. Zari ljubovta parija kupova, no ne i naša da, kaži verice, se to bogatstvo što go imam jaz, samo ti si mi moja verice. Ej verice, moja sudbino, pari nemam, ljubav ima, raka podaj, pojdi so mene, vreme minuva, kje si prosti me. Ej verice, moja sudbino, pa i nemam, ljubav ima, raka podaj, pojdi so mene, vreme minuva, kje si prosti me.
poдай, pojdi so mene. Vreme minuva, che si prosti me. Ej, verice, moja sudbino, pari nemam, ljubov imam. Raka podaj, pojedi so mene. Vreme minuva, che si prosti me. Денеска екипата на емисијата Везилка ве поздравува од најстарата населба во Кочани, а тоа е населбата Оризари, која што се наоѓа и лежи на двата брега на Оризарската река. Овдека со години се ткаела македонската традиција. И навистина ова е лулката на Оризот, на Кочанскиот диамант. Токму тука, драги мои, започнува традиционално и Оризовата жетва со сите адети и обичаи. Но тука, градејќи ја традицијата на Македонија со современување на животот, истите тие обичаи се само збогатуваат. И затоа денеска бидете подготвени, драги гледачи, за добра забава, добра музика. Ке слушнете многу нешта што не сте слушнале. Ке уживате во фолклорот, во добрата музика и едноставно расположението денеска највисоко. Точно така. Добар ви ден и од мене, драги гледачи. Јас мислам дека нема потреба да се најавува нешто спектакуларно за денешната емисија, бидејќи нашата Везилка е секогаш спектакуларна, со новости, со нови предизвици, со шоу, со убава песна, со убава музика. На вас е само да останете пред малите екрани и да уживате во ова неделно попладне со нашата Везилка.
На северозападната страна на градот Кочани се наоѓа споменикот на слободата и е монументален споменик во Кочани. Изграден е на ридот Локубија и оттука се гледа целиот град. Споменикот е прогласен за културно наследство на Македонија. Се наоѓаме денес на локалитетот Споменик на слободата во општина Кочани. Локацијата се наоѓа на десната страна на Кочанската река, а ние овде во Кочани местноста ја викаме Локубија. Овој споменик е изграден по повод 40 годишната борба на македонскиот народ од Народно-ослободителната војна. Имено во 1975 година општина Кочани распишува јавен оглас на кој треба да се јават уметници кои ќе дадат своји идеи, односно културно-уметнички збиднувања, за да може да се овековечи оваа тема. Тогаш почнува изградбата на овој споменик, а како што можете да видите, има прекрасни мозаици и фрески кои всушност се отсликуваат борбата на македонскиот народ од илинденскиот период па се до Втората светска војна. Со пиетет сакам да ги потенцирам имињата на нашите паднати борци од Кочани и од Кочанско, кои можете да ги забележите и да видите како се вметнати во овие мозаици. Оваа прилика исто така сакам да ја искористам да се заблагодарам на Американската амбасада во Македонија, затоа што тие неодамна несебично донираа парични средства со кои можеме овој локалитет овде во општина Кочани да го репарираме, да го реставрираме и да ја биде еден одличен културен споменик на слободата. Во 1981 година споменикот бил целосно завршен, а на 28 ноември 1981 година, Денот на Републиката со присуство на граѓани, гости, уметници од културата, политичари и други, бил предаден во употреба. Со неговата изградба Кочани па и Македонија се збогатени со едно уметничко ремек дело. На 335 метри квадратни мозаичен приказ е крунисана и овековечена историската борба на македонскиот народ за слобода од илинденскиот период па се до Народно-ослободителната војна. Освен историска традиција овде што има на овој локалитет, исто така Кочанчани и општина Кочани го користи ова место и за други манифестации кои се поврзани со секојдневниот културен живот. Еве така, на пример, ние во октомври во Кочани имаме манифестација Кочански денови на Оризот и секој пат гледаме дел од таа манифестација да биде пренесено овде на ова место. Имаме и манифестации од забавен карактер кои пред се однесуваат на младите. Значи овде се одржуваат забави, се донесуваат многобројни познати естрадни уметници. Исто така треба да се спомене и рекреативниот дел, односно, еве ги поканувам сите оние добронамерници кои ќе дојдат во општина Кочани да го посетат локалитетот, бидејќи овде има и добри катчиња за рекреација. Споменикот е голем комплекс од отворени ѕидни конструкции на кои се применети мозаици од Глигор Чемерски. Покрај историската и уметничката вредност, споменикот има и употребна вредност со изградената амфитеатрална сцена, која се користела за свечености, театарски представи и други собири. Споменикот е прогласен за споменик на културата и како таков е влезен во регистарот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата.
slatka lenade gajtan vegi belo to lice crnite oči i ti je slatka lenade gajtan vegi. Pred porti libe jaz da izlezam majka mi Georgi porti zatvori tatko mi libe leđanom penđer zazida majka mi Georgi porti zatvori tatko mili Beleđanom penđer zazida. Почитувани гледачи, со нетрпение го очекуваме интересниот разговор со нашиот гостин. Тој е господинот доктор Лазо Митев, кој што е роден токму во Оризари, работи и функционира во Оризари, инаку специјалист по семејна медицина и верувам дека најдобро ќе ни раскаже за ова волшебно, па да кажам и историско место Оризари. Пред се добре ни дојдовте. Добро ви најдовме, благодарам за поканата. И благодарам и на вас што одвоивте време, затоа што како доктор сте презафатени. Вие немате работно време, така? Па да, може да се каже дека јас работам од 2005 година и овде сум буквално 24 на час, што се вели. Достапен сум во секое време, така функционираме. Овде сум веќе, значи, јас и сестра Биле која што работи овде и убаво се грижиме за нашите пациенти кои што имавте прилика денеска да ги запознаете со оваа ваша емисија. Прекрасни жители, прекрасни жители. Да ни кажете збор два за минатото и историјата на Оризари. Па вака, Оризари, можам да кажам дека едно од најстарите села во оваа Кочинска котлина. Историјата кажува дека овде во оваа село имало 3 села буквално, значи тоа се 3 мала, меѓутоа доказот дека биле 3 села е фактот дека овде има и 3 гробишта. Секое село си имало своји гробиште кои денеска постојат. Имало една црква и имало едно училиште кое што било до 4-то одделение тогаш. Така да, тоа се Долно Оризари или Долно Мало го викале Коларско Мало, Горно Оризари или Устрандол и познатото Мало Витоша, кое што на вистина држи на историска битност во оваа село, затоа што тоа место било местото каде што 5 века додека било турско робство, буквално таму биле турците. Со последниот попис во 1912 година, овде имало околу 610 турски фамилии, кои што со балканските војни веќе го напуштаат местоста Витоша. Верувам дека знаете дека главна дејност кај нас е оризопроизводството и можам да кажам дека Оризари е првото место каде што било донесена оваа култура. Затоа и го носиме името Оризари. Знаете дека во Македонија има неколку места кои што се викаат Оризари, меѓутоа овде е мислам автентичниот оригиналното име Оризари. Легендата вели дека во 9 век кога поп Арсений, кој што бил овде, поп бил пратен на Аджилак во Ерусалим, односно на гробот на Исус Христос, тогаш првпат го забележал оваа култура, ова бело злато, можам да кажам, со кое што кочани и ние како оризарци сме горди со децени и со векови, можам да кажам. И тој нашол еден интригантен начин како да го пренесе, бидејќи во тоа време не било дозволено да се пренесуваат оризот како оризова арпа,
Едната легенда вели дека скрил 2-3 кила во бастунот, а другата дека нахранил неколку гуски за да ги ја помене границата, кога ја поминал границата, ги заклал гуските и така го извадил од ја донесол оризовата арпа. Така да таа е една од најавтистичните легенди и можам да кажам дека од тогаш го добило и селото Оризари. Оризот е главна култура која што тука се обработува, верувам дека и населението не повеќе екзистира од оваа култура, па и историјата па до ден денес. Да, можам да ви кажам дека во после 50-тите години, значи главна култура од која што населението живеело, тоа е Оризот. Вие имавте прилика и нашите граѓани имаа прилика со денови на Кочанскиот Ориз да и младите пред се овие наши прекрасни деца да видат како тоа се одгледувало и на кој начин се одгледувало оваа култура. Меѓутоа, веќе после 60-тите години голем дел од нашите жители веќе почнуваа да работат во нашите фирми до 90-тите години. Меѓутоа, едно морам да кажам, значи Оризот останало како стратешка култура на сите нас овде. Верувате дека нема фамилија која што нема барем по 1 хектар или до 10 декари ориз и кој што упорно, без разликата на сите проблеми, ние се трудиме да ја одржиме оваа култура. Затоа што и нашето поле, верувате, е прво поле во кое што и водата која што доаѓа од Калиманци се наводнуваат нашите полиња. Дефинитивно прилагодено за одгледување на... Да, верувате дека единствено такво си е местото, такво е Мочурлио затоа што Кочани лежи нели на оној басен од топла вода, таа вода е апсолутно благопријатна. И можам да кажам дека Кочанскиот Ориз е бренд кој што и во Југославија повеќе од 50 години јас сум сведок, затоа што јас затечов од тој дел 80-тите години до 90-тите години сме имале прилика да се продава тој ориз во бивша Југославија, буквално во сите градови. И верувајте ми дека и ден денес ми недостасува брендот на постарите, кога ќе кажат Кочански Ориз. Така да ние тоа го негуваме, ние тоа не го напуштаме, докасни се и денови на Кочанскиот Ориз кои што ги правиме, нема да ги напуштиме никогаш затоа што така ќе покажеме дека ова бело злато е навистина злато со кое што ние како оризарци се гордееме, а верувајте и целиот Кочански регион. Дали овој ориз сте го сочувале низ вековите од автентичното семе кое што е дадено или можеби се модифицира? Да, и мојата фамилија одгледува, мојот татко исто така одгледува ориз. Ќе кажам дека во 80-тите години беше познатата сорта Монтичели, значи тоа е една вид на италијанска сорта која што 20 години се одгледуваше, меѓутоа една година дојде до проблем, значи полињата ги зафати еден вид болест, чума, значи некоја пепелница која што наложи да бидејќи 2-3 години се намалија приносите од ориз, така да сега во главном е нова сорта, тоа е сортата Андреа. Се сеќавам дека 70-тите години, 80-тите години имаше сорта R, така се викаше, R73. Во последно време, благодарение со турците, значи турската држава се донесува и нови семења, меѓутоа фактите покажуваат дека дел од нив се прилагодили, меѓутоа дел и не се покажаа како добри сорти за однос на приносите. Така да Андреа е еден од најдобрите. Да ве прашам како доктор. Какво е влијанието на оризот врз човековото здравје? Еве, можеби некои од нашите гледачи не знаат. Вака, самиот факт што сите знаеме дека Кина и Индија се едни од најголемите производители, оризот е една од најблагодарните култури и култура во која што со цена од 100 денари можете да нахраните едно семејство од буквално 6-члено семејство. Самиот состав на оризот, знаете и вие дека содржи скроп, значи содржи шеќер, содржи витамини од групата на B1, B6, B12, особено верувам дека знаете за каргото, оно што го велат тој полулуштениот ориз, црниот ориз, тој ги содржи најголемите витамини и верувајте сум имала прилика во повеќе европски градови да видам дека цената на тој ориз е дури 2 пати или 3 пати поголема од белиот ориз. Докторе, со вас разговорот е многу интересен. Ајде ние малку да уживаме сега во една музичка номера, па ќе продолжиме понатаму да разговараме. Ќе ве замолиме да останете уште малку во ред. Бидејќи има за што да разговараме. Да. Се е уживање овде, докторе. Значи, толку сме среќни што сме во вашиот крај.
благодет е да се биде овде. Сега, да ни раскажете нешто околу соживотот на граѓаните на Оризари, затоа што сите се занимаваат со иста дејност, производството на оризот. Неминовно е да постои тој соживот. Малку околу тоа нешто да ни раскажете. Секако, Оризари може да се гордее со една работа која што треба да биде кажана на медиуми и цела Македонија да знае. Значи, покрај тешката работа која што била во 50-тите години кога оризот се одгледувал на вако тежок начин, самото население покажало многу големи гестови на соживот и меѓусебно почитување. Доказ за тоа е во 50-тите години оваа село, на сета она мака што ја имале со оризот, успеале да направат 3 капитални, па можам да кажам и 4 капитални објекти кои што се од интерес на сите граѓани. Тоа ми е откажување на мојот дедо, кој му го носам неговото име, мојата баба, кои што нимаат неуморно раскажувано како се градело во тој период со фути, со коли и како се носеле камења за да бидат изградени едни од најбитните објекти. Тоа е Домот на културата, каде што Александар Тошев со неговото друштво и овие златни дечиња се сместени таму. Таму е нашата градинка сега. Тоа беше наша поранешна општина, која што знаете беше од 1996 година до 2004 година. Така да, тоа се таму ѕидови кои што се по едно метро градени со камења и баба ми кажуваше како и сите овие баби, сите овие дедовци како упорно го граделе тоа за да направат објект кој што ќе е од интерес на сите, кој што ден денеска постои таму. Вториот објект тоа е мостот кај Витоша, бидејќи немало мост на нашата река, кој што исто е граден со сопствени раци на овие наши жители, овие наши прекрасни граѓани, и амбулантата во која што јас сега работам. Верувајте ми дека тогаш со месен самопридонес е изградена буквално до денар од средства на овие граѓани. Потоа е дадена на јавната здравствена установа Општа болница и здравен дом Кочани. Меѓутоа е доказ дека таа зграда е на вистина квалитетно и по сите стандарди направена во тогашна Југославија, е доказ што и ние сме таму сите, а и сите граѓани доаѓаат таму. Ќе направиме една споредба. Тоа единство и тоа богатство со кое што ние можеме да се пофалиме се покажува и денес. Денеска ние имаме неколку работи со кои што мораме да ги пофалиме. Црковниот одбор на црквата Свети Атанасија на чело со попот и со наши бизнисмени кои што се тука успеавме пред 10 години да ја направиме и да ја реновираме нашата црква. Оваа година имавме прилика во наше планинско село Пресека, значи да се реновира манастирот Пресвета Богородица. Буквално можам да кажам дека идејата крена од наши иселеници кои што верувате дека навистина ги има многу. Почитувани гледачи, ова сметам дека ви беше доволно силна причина да го посетите Оризари. Значи, токму можете да најдете се овде, да се запознаете со историските знаменитости, што токму докторот ни раскажа, значи да го пробате вкусниот ориз, да уживате во преубавата природа, во чистиот воздух и да уживате во топлината на жителите на ова место, волшебно, историско, традиционално Оризари. Ви благодариме многу за вашето гостување. Свести се, паметот го губише бре, а јас така живеја, така и ке продолжам, немој веќе доста е, смири душа стори крај, мене на душичката убаво ми доаѓа, убаво ти доаѓа, утре глава мамурна, лесно не ти проаѓа. Se sakam, što sum tako kroj. Ke pijam, ke lupuvam, čefovi ke teramo svoj, pijenje i ženi, život od je moj.
ама гоце што ти е, леле Боже ѓаволо, ти го зема памето. Ке пијам, ке лупувам, кефови ке терам, а свој многу си се сакам, што сум тако грој. Ке пијам, ке лупувам, кефови ке терам, а свој пиење и жени, животот е мој. Ке пијам, ке лупувам, кефови ке терам, а свој многу си се сакам, што сум таков крој. Ке пијам, ке лупувам, кефови ке терам, а свој пиење и жени, животот е мој. Добар ви ден, почитувани пријатели. Екипата на емисијата Везелка ви упатува еден голем поздрав од општината Кочани. Поточно се наоѓаме во хотелот Аледар Премиум хотел и ресторан. Дојдовме денеска овде да видиме затоа што буквално со брзина на светлината напредуваат и овдека можете да го најдете спојот на традиционалното и современото што се однесува во кујната, можете да уживате во урбаниот амбиент и сето она што го приредува Аледар токму за вас. И зошто го препорачуваме, сега ќе дознаете. Драги гледачи, ви го представувам Александар, собственикот на Аледар Премиум хотел и ресторан. Здраво, Александар, како си? Здраво, добро. Значи, дојдов, ме интересира затоа што последнава година постојано има новитети кај вас во Аледар. А знам дека ти не седиш мирен. Што смисли во последнава година? До кај стигна Аледар? Паметам пред неколку години кога бев, до овој момент сега, значи се ми е поинако. Се ми е поинако. А кога и да отворам Facebook, Instagram, значи фрштат реклами, in live, значи што се случувало тука во салата за свадби, тука прослави овато. Ајде да се апдейтираме. Секојдневно се случува нешто. Еве сега во моментот имаме роден ден, овде имаме украсено, Леле колку е убава, сладка, денес, да. детски роден ден, да. Имаме стално бизнис состаноци, бизнис средби, имаме фамилиарни ручици, вечери исто така. Година и пол веќе како сме реновирани, али и претходно исто така, меѓутоа последната година и пол сме презадоволни од тоа што се случува, мислам како функционира нашиот објект. Комплетно направивме едно реновирање, комплетно направивме ново мени со нови специјалитети. И сето тоа е одлично, сега за сега функционира. Посебно, нели, да ставиме еден акцент на свадбите, на свадбените прослави. Така. Доста сме сега познати во последната година и пол по Ма тоа. слушав дека и 2025 сте букирани, човече, што направивте? Да, така е. Фала му на Добро, Господ. ако дај Боже, значи Аледар се сведоци на многу љубови што овде се прославија, така? Баш така. Браво, па и дај Боже, и Крштевки верувам многу Крштевки, правите, да, нели? исто така, да. Колку е тоа убаво, значи да бидете сведоци, да учествувате токму во тие семејни забави, кога
се склопуваат бракови, кога се раѓаат деца. Браво, само напред. А верувам дека слушнав и дека многу и бизнис, како мини конгреси, тимбилдинзи, исто така се прават овде. Да, имаме сала за состаноци, имаме исто и хотел, нели, услов на ресторан, мислам хотел не е исто реновиран од пред година и пол. Така. Комплетно ни реновиран, така да ги покануваме сите оние кои поминуваат, заминуваат овде на бизнис, па и на бизнис состаноци се овде или имаат потреба од некаков престој, да повелам, да се резервираат во нашиот хотел. Така, але дар веќе има решение за сите вас, драги гледачи. Значи, доаѓате во Кочани, си ја завршувате работата, не само што ќе уживате во фантастичната кујна на Аледар, него тоа има решение за вас да не се брзате да се вратите назад од градот од кој што се. Тука останувате на ноќевање и си уживате, се бајле ве чека прекрасен појадок чорба во бакарни, мали, како се викаат тие... Котлиња, бакарни котлиња, значи тоа е права атракција појадокот кај вас. Ама сега бев и во хотелот горе кај вас, поточно таму ме нашминка нашата шминкерка Маја и да ја поздравам. Јас си уживав, значи вака кога си седнав, таков убав амбиент, каскадно поставена спалната, убав поглед, тераса, значи точно си се погрежил за се. Значи ова можам да кажам дека е едно европско ниво хотелот. Да се разбереме. Значи криво седи, право збори, така? Последната година и пол претежно се занимаваме доста и со кетеринг услуги. Значи, да речеме, комплетно оранжирање од носење на маси, столици, на прибор, на чаши, чини комплетно, дури нели храна, но збореме за како премиум храна, за шведска маса, па и посебно кој како сака за секоја пригода, за секоја, да речеме, кој сака дома да си изготви. Леле, како добро изгледа ова. Значи имаме сега баш сладки бомби овде. Да, ова е еден од најдобрите десерти во што го имаме, да речеме, може да кажем во Источна Македонија, да. Топло-ладно. Значи, ајде се, што можеме да се пофалиме, да речеме. Можам да замислам што ме очекува сега. Браво. Браво, ете тоа е тоа. Го делиме ова братски, нели? Значи, едве чекам сега, ајде да се спремиме сите и да одиме на местото на настанот, да си ја снимиме нашата везелка. А јас ги поканувам сите гледачи, кога ќе дојдат во Кочани, Аледар да биде вашиот избор за прекрасен ручек, бизнис, семен, ноќевање, свадба. Ова е место за уживање, инаку да знаете, јас кога ќе дојам во Кочани, нема теорија да го прескокнам Аледар. Прво доаѓам овде, па си ја терам работата. Се гледаме. Значи, толку многу благо изедов, но да ви кажам, овде не се грижам. Имаат фитнес центар, така? Да, значи, сите колачи ќе ги изедам, одиме на вежбање, одиме на везелка, така? Да, така. Браво, супер, а тука е фитнес центарот? Имаме современ фитнес центар. Не е тука блиску до нас се наоѓа, меѓутоа успат вие. Сега кога ќе натака можете да застанете. Да. Фитнес центарот не е еден од најсовремените, да речеме, во Источна Македонија е нешто најдобро. Го имаме побрзано истото со ресторанот, имаме и доста фит мени имаме направено специјално за, да речеме, за оние што сакаат здраво да се хранат. Верувам дека овие десерти ги нема во тоа. Не. Во тоа. Овие не се во тоа, да. Нема везе, ама да, добро. имаме други десерти што се као за ќе вежбам протеини. Да. Ќе Ја прво да се изнауживам на овие десерти, ова не да е премиум, па после ќе вежбаме. Драги гледачи, драги наши пријатели, ова што го гледате на трпезата е Аледар премиум хотел, ресторан
од Кочани, наши верни пријатели на Везилка. Ги поздравувам. Денес имам работа со двајца шефови. Како ќе излезам на крај, не знам. Значи, од мојата десна страна е Кирил, шеф на една смена во кујна, и од мојата лева страна Андреј, шеф на втората смена. Дечки, добре ни дојдовте? Браво, значи млада сила, браво за овие шефови, аплауз. Значи, Аледар има свежа крв, млади готвачи, кои што се подготвени со своите идеи да внесат многу иновации во ова гастрономска разгледница што ја гледате на трпезата токму во Оризари. Андреј, кажи ми, секојдневно вие правите некои новитети, значи добивате идеи и така натаму, имате одврзани раце, се разбира, така како шефови. Така. Што е за тебе најважно кога работиш во кујната? Значи, дали испитуваш гостите што најповеќе ти трошат, кои ти ги враќаат чиниите, кои се полни, кои се празни, така? И што е после тоа? Љубовта кон работа е најбитна. Така? И најми е кеф кој ќе вратат чинијата празна. Кажи ми, дали јас некојаш сум вратила полна чинија? Не. Дури и како измиена чинијата, тако ти се ми е вкусно. Ајде да видиме што сакаат гостите да вкусуваат во Аледар. Во Аледар? Значи, зборувам, ајде да ги поделиме во две категории, најмладите и повозрасните. Најмладите повеќе се по пастата, по пица, пастрамајлија, селекција, сирења и сувомесно. Горгонзола имаме, чедар кашкавал, пушин кашкавал. Така? Говедска пршута, свинска пршута и тоа. Со добра чашка голтка на македонско вино. И предјадењето е решено. Но ова што е? Ова ни е ладно предјадење, ролован модар домат со... Ке имам чест лично шефот да ме послужи. Така, ролован... Модар патлиџан. Модар патлиџан, со што е? Со рукола и со сува кајсија. Дали добро? Браво! Значи, браво! Не, добро. А ова? Ова ни е ролована тиквичка, претходно направена на скара, и потоа ја роловаме со таратор салата. Со таратор салат. Еве како може навистина исти состојки и зеленчук, но да биде претворен во атрактивна чинија. Да. Гениално. А тоа што е? Ова ни е сирење, овчо сирење во корфлекс и лист од бадем во сос од диви смокви. Вау! Лист од бадем, семки, смокви со сирење. Да. Овчо сирење. Браво. Многу добар вкус. Браво, секоја чест. Благосолено. Благосолено. Така вие сакате да ги комбинирате Да. овие работи благосолено, луто, кисело, нели? Да. И гостите тоа го сакаат. Да. Така? Добро. Ова ни е нешто најдобро барање и са за свадби. Највеќе барано ни е сирењето во лист од бадем. Е многу добро. Можем да ви кажам дека и во Везилка е најбарано. Да. Сега, многу ме привлече и атрактивно ми изгледа оваа чинија со овие топчиња. Кочани по што е познат? По кочанскиот диамант оризот. Така, ориз на модерен начин, аранчини. Што зборуваш? Да. Еве, идеја, драги гледачи, не само што ќе видите за специјалитетите на Аледар, туку вие ќе добиете идеја како да го направите оризот. Да, Така? Да, на модерен начин. Внатре со чедар кашкавал, со семки од тиква, со семки од сончоглед, лист од бадем, сусам и внатре полнето со чедар. Браво! Значи, исто така, и ова е доста барано кај вас, како не се знае. Затоа што, ако не пробаме специјалитети од оризот токму кај вас, каде на друго место. Така. Браво, секоја чест за идејата. Да го покажам на камерата. Ова е Чедар кашкавал. Погледнете го пресекот, како добро изгледа.
секоја чест, браво. Ова е, Ова ни еден од имаме нов дел од Fit Mini. Веќе еден месец имаме Fit Mini. Објасни им За- на гледачите што е тоа Fit Mini. Па Fit Mini е за повеќе за тие што на теретана што сака да држат линија, а не како нас. И имаме соработка Тука сме со сите тројца за фитнес. имаме соработка со една теретана, премиум Jimmy Fitness и направивме тоа е Fit Mini. вашата теретана, Да, тоа е нашата така? теретана. Имаме соработка за Fit Mini, имаме Fit салата и Fit рамстек. Браво. Значи, драги гледачи, јас кога бев кај нив да направам прилог, ми дадоа 10.000 врсти на десерти, после ме натераа да одам и да вежбам во нивната теретана, а сега јадам фитнес мени. А знаете тоа мене како ми личи? Како ќе јадам десерти, торта, пити, колачиња, да се, потрошиш енергијата. и на крај ќе побарам кафе без шекер. Затоа што сум на диета, така? Да го пробам? Тоа ви е рамстек телешко. да. Леле, колку е добро. Ова е нешто прекрасно. Да. Ајде сега да продолжиме. Кирил, да ни кажеш ти што е од оваа страна. Кои се овие специјалитети? Почетокот имаме ролано пилешко, внатре полнето со чедар кашкавал, прошута зденка, ролувано, похувано во рис од бадем, корфлекс, сусам, прелиено со сос од прошута зденка. Која комбинација! Драги гледачи, ако дојдете во Кочани, ве молам нарачајте го ова. Леле, колку е вкусно. Се, всушност прекрасно. А што е ова? Ова е телешки бифтек, гарнир имаме пире од цвекло и Така. сосот што е тајна. Поубаво не сте пробале. Вкусот на нането, боже, прекрасно, прекрасно. Ајде да одиме, за овие не секојдневни салати да ни кажете. Овие се двете најбарани, така? Ова не е секојдневната Цезар салата како сите што ја знаеме. А ова е нашата салата Алдар премиум. Аледар премиум. Што се одржи оваа салата? Рукола, ајсберг, прошута, јаболко карамелизирано. Знаете што е најважно? Сите овие комбинации, вие ги носите до совршенство. Да, точно така. Така е балансиран вкусот на сите потребни состојки внатре, да ниту еден не може да одолее. И се разбира, тука се традиционалните сладки, кои што вработените во кујната на Аледар успеваат да ги аранжираат и сервираат на модерен начин. Тоа е тој спој што го прават на традиционалното и модерното. Да ни кажете што најповеќе се бара кај вас? Од десертите? Чизкейк за сега иде Така. највеќе, ама и раванијата затоа што е традиционално јадење и е доста познато и се доста тражи. Така, ве поздравувам, драги шефови. Ги поздравувам сите вработени во Аледар хотелот, премиум хотел и ресторан. Значи, вработени во кујната, келнери, бармени, шанкери, хотелските работници. Наздравувам за вас и следната година кога ќе дојдам, кој знае уште кое чудо сега ќе некој нови ме работи. чека тамо. За Аледар, на здравје. Си залюбив едно моме убаво. Си залюбив едно моме убаво. Лице мело, тенко тело, зави бисерни. Само еднаш јас ја видов и се залюби. Лице мело, тенко тело, зави бисерни. Само еднаш јас ја видов и се залюби. Еј, среќо, среќо моја, сега каде си? Еј, судбо моја, дарувај ме ти. Еј, среќо, среќо моја, сега каде си? Еј, судбо моја,
Заљубив едно моме убаво. Црни коси кајта веги. Штом ја видов, ја се заљубив. Црни очи, црни коси кајта веги. Само еднаш ја видов и се заљубив. Еј, среќо моја, сега каде си? Еј, судбо моја, дарувај ме ти. Еј, среќо моја, сега каде си? Еј, судбо моја, дарувај ме ти. Драги гледачи, многу интересна ситуација и прв пат во живо ќе видиме на лице место автентично како се врши оризот. Токму во оризари, токму онака како што го правеле нашите дедоси во времето кога технологијата денешна ја немале, па тоа го правеле на овој начин со коњи. А за тоа нешто повеќе ќе ни објасни мојот денешен соговорник, односно нашиот домаќин од оризари, господинот Стефан Смилков. Добар ви ден, господине Смилков, и добри дојавте во Везилка. Е вака сега, ова што го гледаме тука е многу интересно. Помладите генерации можеби не знаат што е, тоа е вршење на оризот. Ајде да почнеме од почеток. Ова е последна постапка, нели? За да дојде до тука оризот да се врши, нели тоа треба да се ожне, да се транспортира и така натаму. Како оди сета таа постапка, како ја правеле нашите дедовци во минатото? Односно и вие сте од тоа време. Тоа со време, да. Така? Види, понапреде нашето време и понапреде оризот се жнееше на рака со српове. Така. После тоа се жнееше, се ставаше на ползи и сане 1-2-3 дена се собираше на снопове. И тоа тогава не е толку имало, да речеме, техника, трактори, машини, се возеше со запрежни коли, со волове на гумно, снопове. Така. После на гумното кој се онаде, се однесе оризот, снопови се распортеле, тека се овде што гледате, се става и се врже со коње. Сега се вршеше... Да објасниме сега тоа што е поточно вршење, затоа што помладите генерации не знаат. Тоа вршење фактички представува одделување на оризот од страната. Од страната. Да, така страната. токму тоа, нели, во моментов го прави тој коњ. Тој коњ, да. И чим се врши тоа, околу теко се гледате коњот, и тоа се после, страната се обреќа на 2 пати, 3 пати, се заврши, после се собира на купи, на кој да кажем, на гомила, и се вее. И после се извее, се собира во вреки, и после се носи тоа време, немаше коса толку спремно, се носи во амбари на старото време, се носи во амбари и после се тоа онадвуше и се продаваше, нели, по задруги, по тоа се продаваше, а исто ко беа на жетвата, од тие села од Горичи што нема ориз, доваѓа аргати. Тешка ли е оваа работа? Захтена ли е? Бара ли многу внимание, работа, време, трпение? Види, секоја работа тражи внимание и трпение. И добро, секоја работа, не само во ориз. И тоа време се имаше аргати, по полето поаја песни. А у секоја мало, тека како се јас сум од Битоша, малата насред имаше, кога завршат жетвата вечерто, вечерот, идат у малото, имаше музика оро. Кои песни, например, ги пее? Па тие старите песни се ги повеше. Тоа тогава така беше времето. Еве, токму тука, каде што поминува коњот, излегува, се рони и оризот. Со вршењето, нели? Оризот, паѓа од неговото оставиште. Тука е. Кажете ми колку време треба коњот да врши за да се очисти сиот ориз да падне? Времето зависи од 3 сата од страната, ако е посуво иде поскоро, ако е повлажно иде покасно. Значи треба претходно да се суши? Да. Па потоа да се врши? Да се врши. Суво да се врши треба. И тоа се и после се собира на купови и се вие на рака со лопата. Нели можеби понекогаш коњот ќе се навене да касне од... Па касне. Ке касне? Па, кој тоа е животин, и тоа треба да касне. Нели, се мора за да не служи. Да. Интересно, јас да бидам искрен, во живо гледам прв пат
како се врши оризот. Верувам дека многу од нашите гледачи гледаат во живо првпат автентично како се врши оризот, како што тоа го правеле нашите дедовци во минатото, кога нели немало развиена технологија. Поштинаш ви благодарам на вашето објаснување и на исцрпните одговори, а ние да не му пречиме на коњот, ќе се поместиме на страна, може да се продолжи совршењето, а ние ќе го гледаме и ќе видиме како оди таа постапка до крај.
Една од најстарите акумулации во Македонија се наоѓа на само 6 километри северно од градот на Оризот, во подножјето на Осоговските планини на надморска височина од 467 метри. Во 1959 година е создадено малото вештачко кочанско езеро Граче, кое што помеѓу локалното население е познато како Браната. Токму на местото каде што мала и голема река ја формираат Кочанската река. Езерото Граче има издолжен облик во правец север-југ и е со вкупна површина од 0,19 км квадратни. Долго е 1,2 км, широко е 0,2 км, а најголемата длабочина е 29 метри. Браната има целокупна зафатнина од околу 2.250.000 метри кубни, а водата се користи за индустријски цели и за наводнување. Со градот Кочани е поврзано со асфалтен пат. Непосредниот слив на езерото е изграден од шкрилци, а со таков состав е и самата долина во која тоа лежи. Токму ваквиот геолошки состав бил причина да се пристапи кон градбата на вештачката акумулација. Интересен податок го карактеризира местото на сегашното езеро. Таму се наоѓало селото Долно Градче, но со цел да се заштити Кочани од постојаните поплави од надојдените води, тогашните власти решиле да изградат брана на местото наречено Рамна скала, кое се наоѓало веднаш над селото. Поради тоа, сите мештани биле раселени. Чистите води на езерото се богати со риба, пастрмка и крап, а погодно е и за капење, па нуди одлични услови за одмор и уживање на посетителите. Доста интересен е големиот водопад кој настанал на чуден начин. Имено во 1958 година била изградена помошна брана од камени блокови, чија функција била да спречи нагло надоаѓање на вода кон местото Рамна скала, каде што се градела денешната брана. Од надојдените гранки, камење и земја, помошната брана почнала да се полни со почва, па така со текот на годините се создал прекрасен водопад со висина од 20 метри од водите на голема река, од каде овие води се слеваат во вештачкото езеро. До водопадот се стигнува лесно, потребно е само да ги следите патоказите поставени на патот кој води до водопадот. Но дотаму не се стигнува со кола. Од асфалтниот пат кој води дотаму треба со пешачење да се симнете во длабочината на шумата на некои 400 метри во еден правец, по не многу рамна патека. Но убавината која ја нуди природата во тој дел, мирисот на свежата трева, на билките, пеењето на птиците, жуборењето на водата, нема да ви дозвола да почувствувате тешкотија во ниту една етапа од патот. Околу водопадот има неколку летниковци, клупи, маси и бетонски скари, многу соодветно за еднодневен пикник со фамилијата и пријателите. Околината е чиста и средена со многу канти за отпадоци, но треба сите да внимаваме како се однесуваме со природата и отпадот да не го оставаме во неа. Овде е многу тивко, воздухот е совршено чист, температурата за некој степен пониска од онаа во градот, а гледката неверојатна. Одмор за очите и за душата. Прекрасно живописно обкружување кое што нуди вистинско уживање во сите бои и нијанси кои што ги има есента. Свети Атанаси Велики е православна црква во Кочанското село Оризари. Црквата се наоѓа во средиштето на Оризари на една издигнатина покрај левата страна на Оризарска река. Ова е храмот посветен на Свети Атанаси Велики, Александриски или познат по народот Велики во село Оризари. Кочанско архиерейско наместништво, храмот припаѓа на Брегалничката епархија,
на Македонската православна црква. Местоположбата, како што видовте и сами, е многу добра, на една издигнатина, така кажано, во центарот на самото село, од левата страна на нашата река Масалница, на многу убаво локација, иако во османлиско време градена, доста стар храм, потекнува од 1848 година, по некои кажувања од преданија 1836 година започната да се гради, но неговото осветување е во 24 април 1848 година. За време османлиското робство била опожарена и потоа и обновена 1875 година, 76 година, во која година и датираат и самиот иконостас и овие икони што ги гледате овде, доста се стари, имаат историско значење. Се претпоставува дека се цртани, имаме запишано некои факти од познатиот фреско иконописец од Галичник Исаија Макариов, кој работи овде во овие предели во таа година, 1875 година. Само на некои икони од како светиот Николај и светиот Харалампи наоѓаме податоци 1850 година, кои што покажуваат дека некои икони се и постари. По предпоставка дека овде има работено е Димитрий од Самоков, тоа е според стилскиот израз на сликањето, но ете запишаните факти дека стојат дека Исаија Макариов работи овде во овој храм, во манастирот Свети Пантелеймон и во другите постари манастири во Кочанското архиерейско наместништво. Храмот, како што го гледате, вако обновен е од внатрешното уредување, негово е 2005 година. Се уредува внатрешно, а и надворешно, нели, со изградувањето на зидините негови од камен. Додека 2013 година е фреско живописан од фреско живописецот Стојан Додевски од Куманово, а наредната година, 2014 година, заради обновувањето и на фреско живописот, а и на дворното место, е преосветен од неговото високо преосвештенство митрополит Брегалнички господин Иларион. Важноста и значењето на овој храм е од голема важност за нас овде, а и за пошироко, затоа што ова ни е еден духовно лечилиште, еден духовен молитвен дом, каде што се собираме овде мештаните и одаваме почит и на светителот, а и на самиот наш Господ, наш Исус Христос Бог. Драги наши пријатели, честа е огромна навезилка што е токму денеска на ова место, во Оризари. Токму на ова место се кроеше со векови традицијата, но и до ден денеска. Тука сум заедно со нашите пријателки и овој господин пријател кој што неуморно работат на традицијата во предворието на црквата Свети Атанаси Велики, кој што со своите вредни раце колку луѓе дочека, колку мекици се направија за многу празници, верски празници, многу бебиња кога се родија, за жетвата на Оризот. Значи, овие луѓе тука заслужуваат еден огромен аплауз. Браво за сите нив! Сега сакам на почетокот да ја поздравам главната мајсторка на мекиците. Тоа е господјата Ружа Атанасова. Ружа, како си сега? Значи, ни спремаш специјалитети мекици, но тука се и твоите верни соработници. Така, да ни кажеш која е твојата задача на големите празници, еве за црквата. Вие правите мекици, така? Ние тука имаме 2 пати во годината, славаме, правиме ручек за верниците. Така? Месаме погачи, манџи правиме 2 пати во годината. Кои се тие 2 празника? Свети Атанаси е летен и Свети Атанаси е зимен. Ај, така. И значи правите
ручек за верниците. За верниците. Што спремате А на инако, лепче месиме, манджи спремаме, салати. А инако и па у празници па се собираме, па правиме ручоци. Ово го изградија, така, а општината ни го изгради од Кочани и тогај на мајсторите им готвиме ручоци, лебови, печеме. Така вие ги пратите исто така и сите Така. активности И на фолклорниот ансамбл да, помагаме Лјупчо и Сантов. на црквата Свети Атанасија и на ансамблот Лјупчо Сантов. Браво, алал да ви е. А едно јас да направам? Ај направете. Е, како ги А правиш? ово е- Така сега ќе му го ставам дупчето. А ово е мекици. Вие ги направивте мекиците, важно е дупчето го Ајде. ставите. Ово е мекици, Ете замесува така. се брашно, топла вода и квасец. За мерак, Најлесно. за мерак, И се ќумбето, пржи, кој го ложи ќумбето. ќумбето? Драги, господине, Драги господине, драги, како ти е на тебе со толку многу жени да се расправаш? Со кеф ми е, јас сум домаќин на црквата Свети Атанасија. Домаќин, браво, да. ти имаш многу одговорна задача. Со неа сме исто, заедно тука, соработваме, чистиме и се што треба тука сме заедно со неа, правиме ручек, правиме се, заеднички помагаме. Браво! Чистиме црква, чистиме куќа доле, се е наше Си ја браните верата, честа Честа ни и помагаме македонштината, на Бога на Бога. помагаме, на Бога Ете помагаме. така. Алал Нека е. да ти понатаму. така. Ајде да ни кажеш ти како се викаш? Павлинка. Павлинка, ти имаш за задача да ги вадиш мекиците, така? А младата дама? Јас сум Билјана Ананиева. Билјана, ти покрај Ружа. ќумбето, Да, така? до Покрај тете Ружа, Ружа, да, Ружа. асистентка, Да, нели? да, да. Браво, супер, имаш прекрасна носија. Од каде ти е оваа облека? Стрина ми Ружа. Од Стрина Ружа, без Стрина Ружа за свеа бива, така? Да, Браво, од неа. нека ви се позлатат рацете, ма чекај сега да пробаме. Ајде една Ајде, мекица да пробајте. пробаме. Ајде па сите да си пробаме. Леле убава. Сега, драги гледачи, ќе разговарам со Радка Георгиева. Радка Георгиева. Вие сте? Тодора Георгиева. Тодора? Ротка. Се наоѓаме во, што се вели, во лулката на оризот, на Кочанскиот диамант, така? Каде ќе го јадеме оризот и сите негови специјалитети, ако не тука? Ајде, кажи ми, што се имаме на оваа трпеза? Значи, драги гледачи, само да ви напоменам дека го гледате овој зелник. Што туку го испекоа тука под вршникот, под цаќот, така? Кој беше мајсторијата за зелникот? Чекај, дека Билјана. Билето. Браво за билето. Браво, алал да ти е. Аплауз за билето. А кој го правеше вршникот? Ти, ете така. А вие активно учествувате во жетвата на оризот, така? Секоја година тоа е голема манифестација која што се Како? И сабееме на оризовата жетва. На оризовата жетва. Да. Кажете Онајде. ми, што се прави на оризовата жетва? Еве како се започнува. Па зажниват, па вршат, па собират. Се. Така? Аха. Ти порано дали си одела на жетва кога си била мала? Да? Од 15 години па навам. Еми, дојди поблиску вака до мене. Така да те видат гледачите. А рано ли се оди на жетва? Па рано се балиња во 7 саат. Во 7 саат. Па вечер додека се види. А колку време трае жетвата? Жетвата на рака жнееме траеше 1 месец. 1 месец на рака. За 1 месец на рака. Ожне се и се обрша. И ке го соберете оризот и потоа си имавте за цела зима и го продававте и живеевте од тоа, така? Да. И дали до ден денеска се прави тоа на рака да се жнее? Па сега со комбајни жнејат, комбајни, никој на така. рака не жнее. Мене многу ми интересира кои се специјалитетите од овој крај. Да ни кажете што имаме на трпезата. Имаме оризник. Оризник. Ова. Тоа е ова, така? така, това. Тоа е посен ориз. Како се Овој прави посниот ориз? Ориз, зајтин да ги кромитче упржеш и оризчето. И собери фамилијата и наручај се, Да, така? да. Да ви кажам, на овој ориз дури кинезите капата ќе ја симнат. Имаме уфак, ние викаме, Како? ние викат лапа. Уфак? Со афион.
А тој факт, леле, чекај прво ова да ви кажам, има и диво нане внатре. Никогаш не сум се сетила за диво нане. Секоја чест. А лапата, кога се правела лапата? Лапата па кога жне оризите сите правеа што ќе носат јадење. Лапа. Да им кажеме на гледачите што е уфак и што е лапа. Епа афион. Афион и ориз. И ориз. И сол и вода. Да, и Значи тоа зејтинче се правело и во текот на постите. Така, браво, секоја чест. Ајде сега да земеме малку и од зелникот. Епа да ви кажам, така ќе си штрпнам јас со рака. Значи ниту еден шпоред дома електричен не може да го испече ова што саќот ќе го испече, така? Најсладко. Ама имаме уште еден зелник таму. Има уште еден. Кој беше мајсторот на тој зелник? Ти си, браво! Ти си мајсторицата. Дома која го правиш обично во недела, кога си собираш фамилијата? Право. Правиш? Право. Браво. Имаш внучиња сигурно. Да ги Имам поздравиме. 8 8 внучиња. нека ти се здрави и живи. А кој беше мајсторот за оваа погача? Тоа е на моја сна, Елена. Како? Не Елена. Елена. Елена ја правеше вакви погачи правите за слава, за имендени, така, нели, за во црквата. Браво, секоја чест. Но се знае дека е неизбежно да се проба сутлијач кога ќе се дојде во овој крај. А и до ден денеска ние на секаде, каде и да сме, не може да не направиме сутлијаш, така ли е? Тоа е познатиот десерт токму од овој крај. Ајде ќе го пробам јас. Браво. За оризовата жетва исто правите сутлијаш и делите на сите, така? Да. Па со цимече од озгора. Но, драги гледачи, ајде да си запееме една песна, затоа што ни е празник на душата и на срцето на сите. Ајде, Билето. Ајде една песна. Ајде, Биле на платно белеш. Стариот џумбушлија. Ајде, стариот џумбушлија. Дајте му njemu вино ракија, пак нека пие да се опие. Еј, мори моме, малој моме, тој е оној стар Мераклија. Еј, мори моме, малој моме, тој е оној стар џумбушлија. Браво, браво, браво! Вредници наши, убави, мили и драги. И вредни раце и златни грла. Да сте ни здрави и живи. Останете со Везелка, драги мои, продолжуваме со новите содржини. За кого ти се тие медни усни, лено ленче, ајде кажи ми, немој срце да ми изгориш. Лено ленче, ајде кажи ми, немој срце да ми изгориш. Лено ленче, малино девојче, татина галеница, види ми свршеница. Се што сакаш ленче, тебе ќе ти дадам, пусти да те милувам, награди да те успивам. Лено ленче, бабино девојче, татина галеница, види ми свршеница. Се што сакаш ленче, тебе ќе ти дадам, пусти да ти милувам, награди да те успивам.
твојот прозор ергини ти пејат, лено ленче изгор мој, само јас ке бидам твој. Лено ленче ангел мој, само јас ке бидам твој. Лено, лено ленче, мамино девојче, татина галеница, биди ми свршеница, се што сакаш ленче, тебе ке ти дадам, пусти да ти милувам, награди да те успивам. Лено, лено ленче, мамино девојче, татина галеница, биди ми свршеница, се што сакаш ленче, тебе ке ти дадам, пусти да ти милувам, награди да те успивам. Мамино девојче, татина галеница, биди ми свршеница, се што сакаш ленче, тебе ке ти дадам, усни да ти милувам, награди да те успивам. Лено, лено ленче, мамино девојче, татина галеница, биди ми свршеница, се што сакаш ленче, тебе ке ти дадам, усни да ти милувам, награди да те успивам, награди да те успивам. Александар е нашиот следен гостин. Нема потреба премногу да ви го представувам, бидејќи сме го гледале многу често во нашата емисија, председател на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари, а воедно и наш гостин, а секако и наш домаќин денес, бидејќи ние сме тука токму во неговиот роден крај, а морам да го пофалам покрај се друго за неговата соработка со нашата Везилка и за оваа прекрасна денешна организација. Се тука што гледате и се што ви презентираме е голем дел благодарение на него. Заслужува еден голем аплауз. Добар ден и добре ни дојде во нашата денешна Везилка, а секако добре дојдовме и ние кај вас. Добар ден, добре дојдовте во Оризари. Се надевам дека се чувствувате убаво во ова сончев, прекрасен октомвриски ден. Не само што ни се погоди денот, тука навистина сум восхитен и се чувствувам прекрасно поради вашето гостопримство. Како и од вашиот ансамбл, така и од луѓето кои што се тука, наша публика, бидејќи снимаме на отворено, нели имаме посетеност и од оризарци тука, навистина прекрасен амбиент и се чувствуваме буквално како дома. Но често пати кажав дека ова е лулката на македонската традиција. Вие ја негувате со години наназад и се уште продолжувате. А вие сте воедно и домаќини на 33-тото издание на културната манифестација Денови на Кочанскиот ориз, кој што се случи нели пред некој ден. Ајде да ни кажете малку што се случуваше на таа културна манифестација, колку гости имаше, од кои земји од светот имаше, што им приредивте да се вратат среќни и задоволни во своите краеви. Значи, од 27 до 29 септември се одржа 33-тото издание на Денови на Кочанскиот ориз. Започна со изборот на жетварска убавица, имаме таа чест од 8 пријавени кандидатки. Кандидатката од Оризари, Марија Стаменкова, да биде избрана за жетварска убавица. Исто така и втората придружничка, Ивана Ефтимова, исто така од Оризари. Потоа продолжуваше голем концерт на нашата поп дива Каролина Гочева. Тоа беше во петокот. Во саботата се случи празнично дефиле на сите здруженија на граѓани во Кочани и фолклорни ансамбли од Кочанско напладне, а во вечерните часови имаше меѓународен фолклорен концерт со учество на
нашиот ансамбл како коорганизатор на Денови на Оризот и гостите од Србија, Бугарија, Црна Гора и Унгарија. Во неделата започна традиционалната жетва во полето, во нива во Оризари. Потоа на традиционален начин се прикажа на вршидба на Ориз, тука одма до дворот во црквата. Потоа имаше дегустација на традиционални јадења, над 200 традиционални јадења кои што беа изработени од нашите членови и од местното население од Оризари. Потоа беа вклучени војската, значи од кои што изготвуваше блак ориз и селско месо. Исто така и нашите пријатели од Црна Гора направија 100 литри рибија чорба, која што беше послужена на местното население и на сите присутни. По наша слободна проценка можеме да кажеме дека имаше над 2000 посетители тука, кои што беа присутни во недела. Имаше штандови со традиционална храна, исто така и нашите пријатели од Бугарија има штанд од традиционална храна од Бугарија и нашите пријатели од Црна Гора има штанд со традиционална храна покрај рибјата чорба, има и нивни сувомеснати местни производи. Имаше ли специјалитети од ориз? Секако, значи имаше околу 40 тави оризник, имаше и блак ориз што го правеше војската. Значи, можам да кажам, од тие 200 јадења имаше беа зелници, оризници, сарми, полнети пеприки со месо и ориз, солени повачи, сарма со ориз, значи нема некаде кај што не се става ориз во нашата традиционална баклава, кујна. раванија и некои други благи работи. Исто да кажа и да потенцирам дека во самата чорба нашите пријатели од Црна Гора кои изготвуваа ставија ориз за да добие посебен вкус самата чорба. Спасен, после овој муабет, што велиш дека следната година ние не треба да испуштиме оваа манифестација? Дефинитивно и треба да експериментираме, да направиме чорба со ориз. Ете така, може дури и јас и ти да ја сготвиме. Да. Што велиш, Александар? Еве, тоа нека биде и јавно кажано пред гледачите, имаме сведоци. Па ова е предизвик. Везелка ќе ја прави традиционалната чорба од ориз. Ова е предизвик кој што треба да го очекуваме, Така, да не видиме ставите во програмата. Дали ќе се оствари или нема да се Ќе оствари. се оствари. Ние ветуваме, да бидеме живи и здрави. Со Бога, напред пред црквата, тука се си кажат. Здрави и живи, така. Вие сте едни од ретките фолклорни ансамбли кои што на најизворен начин го негувате фолклорот, значи изворниот фолклор. Дури имате и такви кореографии каде што комплетно го представувате процесот на жнење на оризот, е преку музика, преку песна и така натаму. Каде се отидовте по светот и каде се го славевте нашиот ориз, традицијата на оризот, преку фолклорот, преку музиката и преку песната? Каде ве однесе оризот во светот? Ќе зборувам за оваа година затоа што имам зборувано многу пати, за да кажам дека ние ова 6-то гостување на вашата емисија. Значи, Дај Божи 60-то да имаме. Оваа година започнавме со турнеја во Бугарија, потоа бевме во Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и локални настапи тука во околината на Кочани, Кочанско и во Македонија. Тоа е богатството кога се гостува, кога се членува во еден фолклорен ансамбл. Токму така. И затоа имаат огромно влијание врз процесот на воспитувањето на младата популација. И промоцијата се. Промоцијата едноставно, тие се нашите следбеници, тие се идните генерации и негувајќи го фолклорот, тие длабоко во себе веќе ги врежуваат нашите обичаи и нашата традиција. Така, кои се вашите следни планови? Што планирате да работите? Па секако, значи следни планови се прво да се одмориме добро затоа што после организацијата на Денови на Оризот и оваа емисија, снимањето на оваа емисија, значи ни е потребен малку одмор, а потоа ќе имаме неколку гостувања во Македонија и ни следува завршен на 20 години веќе правиме новогодишен концерт кој е последната сабота од месец декември, каде што го презентираме она што го имаме изработено во текот на годината и планови за идната година, гостување во странство,
припрема на меѓународен фолклорен фестивал по повод верскиот празник Ѓурѓевден, традиционални ѓурѓевденски обичаи и песни ора, кој што се надевам дека по 12 пат ќе се одржи наредната година и други гостувања во странство. Така, колку членови броите? Еве до сега. Па до сега. И колку постави имате, колку групи имате? Значи до сега имаме околу 200 членови, значи ние покрај во Оризар имаме меѓународна група и во Зрновци. Се надевам дека еден од вашите следни емисии ќе биде и токму за Зрновци, на вака на отворено во време, каде што и они ќе може да се представат. Значи имаме во Оризар 6 постави, во Зрновци 3 постави, значи вкупно 9 постави. Да ви кажам дека имаме и повозрастна категорија, односно родителите, мајките на овие ветерани имате, брат, кои што во моментот се на работа и не може да бидат присутни. Имате ли некаква евиденција колку членови поминале низ вашето друштво во текот на целото постоење на вашиот ансамбл? Може да се каже над 2000. Над 2000. Над 2000. Тоа е една бројка која што е за почит. Точно така. Навистина, Оризари не е големо место, но сепак интересот кај младите за учество и членување во фолклорот е навистина голем. Тоа ме радува. Со се е богато спасено ова место, Оризари. Видов денес? Со се е богато. Пред се народот, колку е топол, колку срдечно, нели? Токму тоа е најголемото богатство. Да. Таа љубов, таа топлина од народ. Да, сите пеат, сите веселат, а секоја чест за тебе, Александар. Значи перфекциониста спасен, дали ќе се сложи со согласувам и уште еднаш мора да му се заблагодариме. Перфекциониста во работењето. Благодарам За вас. се што работиш. Што решивте една од вашите емисии да биде снимана токму во дворот на црквата Свети Атанаси Велики во Оризари. Ова е чест и задоволство на сите нас, жители на Оризари, што сте дел од нас. Предлагам уште еднаш да ги погледнеме овие прекрасни игралци. Може ли? Со задоволство.
Како да не бидеме среќни кога сме македонци? Нели може да се пофалиме со се што секакви убавини, а особено со преубавите македонски девојчиња. Нели песната така си го носи името македонско девојче Китка Шарена. Нема поубаво на светот. Нема на светот од македонско девојче. Токму Марија Стаменкова, која што е член на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов, е денес тука со нив, која беше избрана за жетварска убавица. Марија, здравоживо, добро ни дојде и навистина ни е чест кога седиме вака на маса со една жетварска убавица. Многу сме среќни. Марија, да ни кажеш, кога беше помала, сигурно твоите родители, бабата, дедото те носеа на манифестацијата денови на Кочанскиот ориз, така? И каде што традиционално се одвиваше процедурата за жнење, рачното жнење на оризот. Нели има обичај 3 убавици први рачно да го изжнеат оризот. И дали не си помисли дека еден ден сакаш и ти да бидеш на нивното место? Па да, токму така. Јас желбата ја имам уште од малечка. И еве оваа година јас сум жетварската убавица. Прв пат ли учествуваш на овој надпревар? Да, прв пат ми учествувам овде. И прв пат учествуваш и победи. Да. Тоа е убавица. Хајде сега раскажи ни како се одвива тоа кога ќе го земете српот, кога ќе жнеете, како се облекувате. Кажи ни го целиот тој ритуал. Па најпрво ние сме во народна носија. Така, од вашиот крај. Да. Тоа е оваа носија што ти ја носиш, така? Да, токму така. И жетварската убавица ја има 300 или една? Една. Другите две се придружнички. Придружнички, така. И жетварската убавица има чест прво да го зажнее оризот. Со срп? Да. Добро. На традиционален начин. Марија, мора да те прашам, ми падна во очи, што е тоа што го носиш на глава? Ова се вика круна. Така. И таа е направена со ориз. Ова круна ја добиваш од кога ќе те прогласат за жетварска убавица? Да. Или пред тоа додека настапуваш? Откако ќе ме прогласат за убавица и секоја наредна година се доделува на таа што ќе биде избрана. Значи таа круна што ти ја носиш во моментов, наредната година ќе припадне на лентата од ориз, така? Ќе припадне на следната убавица. Колку автентично жетварска убавица со ориз. Дали покрај тоа што беше лично и персонално на жнење на оризот, нели? Ви имате и таква кореографија во вашиот фолклорен ансамбл. Дали играш ти на таа кореографија? Да, токму така. Јас учествувам во сите ова што настапуваме во нив. Во текот на манифестацијата, дали се запознавте, дали создадовте нови пријателства со членови од фолклорните ансамбли од другите држави што дојдоа овде кај вас? Да. Си споделувате искуства? Да, и ние сме многу блиски со сите, особено Црна Гора, Босна, оваа година имаше и од Унгарија гости. Секој крај си има своји специфичности, своји богатства, своји традиционални адети. И дали забележа каков е нашиот народ? Секаде се пее, секаде се игра, секаде се готват преубави јадења, се споделуваат со сите. И верувам дека можеби помагаме до одреден степен во едукацијата на сите следни генерации да се ја задржат таа традиционална македонска вредност и повеќе да го ценат и да го Еве мене да веќе ми се роди желбата дека следната година со Бога напред веќе треба да сме тука, така си го ветивме дека ќе си правиме еден казан ориз чорба од везелка. А Марија ќе не води и ќе ни биде наш домаќин наредната година на таа манифестација. Договорено? Да. Да и дадеме еден аплауз на Марија и честитки. Браво, Марија.
si srmotkito, dojdi pri mene. Ostavi si srmotkito, dojdi pri mene. Kitole, prvi me raduj. Kitole, prva izvoro. Kitole, prvi me raduj. Kitole, prva izvoro. Сега кога го следам патот на Везелка, дознавам колку многу сум пропуштил убавините на ова наша Македонија. Но немојте и вие. Недела е ден резервиран, драги гледачи, за Везелка. Зато ви закажуваме средба следната во истото време на фреквенцијата на Алфа телевизија. Се гледаме. Гледаме. Чао, Поздрав чао. од Оризари. Moje najmilo, kaj tebe sam trgnao, ti vrati otvori i dam so svirači. Daj dušo zaigraj, taka se sonilo. Daj dušo daj, mi se pogodilo. Zaigraj bosa, raspušti kosa, izvi gotova telo vreteno. Igraj so mene, ke zapre vreme, to ake ni ostane. Zaigraj bosa, raspušti kosa, izvi gotova telo vreteno. Odaj kozanec, ljuboven tanec, to ake ni ostane. Opa! Srce vo te odvrao, si mi visini, sonce ti si mi. Daj dušo zaigraj, taka se sonilo. Daj dušo daj, mi se pogodilo. Zaigraj bosa, raspušti kosa, izvi gotova telo vreteno. Igraj so mene, ke zapre vreme, to ake ni ostane. Zaigraj bosa, raspušti kosa, izvi gotova telo vreteno. Odam kozanec, ljuboven tanec, to ake ni ostane. Opa! Raspušti kosa, izvi gotova telo vreteno. Igraj so mene, ke zapre vreme, to ake ni ostane. Zaigraj bosa, raspušti kosa, izvi gotova telo vreteno. Odam kozanec, ljuboven tanec, to ake ni ostane.
стане